вклучение ги анализираме најновите светски случувања. Во студиото ми се приклучи и Дејан Андоновиќ, кој што ќе ни ги појасни подетално новостите кои што пристигнуваат повторно во фокусот на вниманието ни е секако Украина. Јас ќе се оградам, нема што да појаснам, се е јасно, беше најавено и реализирано ноќеска. Трамп и официјално е запра американската воена помош за Украина, нешто што беше најавувано вчера, а што произлезе од она бурна средба во петокот, кога поради многу причини дојде до судир помеѓу Трамп, неговиот потпредседател Джиди Венс и Зеленски, со тоа што и официјално запрена е помошта, американската помош на Украина на неодредено време. Доаѓа во време кога нели се преговараше за тие минерали, сад да ги добие во владение, па потоа излегува уште многу други работи. Така да Трамп одлучи да ја запре оваа воена помош, сметајќи дека со воената помош за Украина се продолжува и војната и, како што вели и тој, смета дека запирањето на воената помош ќе ја запре и војната, ќе дојде мир помеѓу Украина и Русија, нешто што на теренот дотринава не го гледаме, бидејќи Русиве сега се во повторна офанзива, иако се тие цело време на теренот во доминација во офанзива, но ми се чини дека сега ќе го искористат ова до крај. Имено Трамп и американската администрација сметаат дека воената помош треба да се запре, сите планирани испораки за оружје, на оружје и муниција за Украина се запрени, од САД пакетот нема да биде испратен, а оние кои веќе се во Полска и во некои други пристаништа кои треба да бидат испорачани за украинската армија се стопирани. Така да ова е голем удар за Зеленски и за Киев, бидејќи од барање безбедносни гаранции и продолжување на воена помош од САД дојде во ситуација да нема веќе воена помош, останува европската, но таа не е доволна и повеќе од јасно е дека Зеленски и Украина нема да успеат на војнички план да се спротистават и да успеат да направат нешто против руската армија доколку ја нема американската воена помош. Сега можеме да го толкуваме што е идејата. Идејата на Трамп е да го принуди Зеленски до крај да капитулира. Се разбира, веројатно претходно се договорени со Москва, предпоставувам, да не оди сега Москва па на Киев во цела оваа состојба и Зеленски како да е прогласен дека е минато. Така делува. Ако до пред некој ден беше во опција дека Зеленски, ако го потпише договорот за минерали, ќе може да опстане на политичката сцена, сега и официјално нема да успее. За сега Киев не реагира, не дава изјави, нема реакција, колку што успеав да видам додека не влегов во студиото. Останува повторно, ќе кажам, европската воена помош. Урсула фон дер Лајен вчера најави дека ќе има нова помош за Украина, тоа го најавија и Макрон и британскиот премиер, германскиот не може бидејќи нема канцелар, таму е нели во формирање владата. Така да ќе видиме како се ова ќе испадне. Не е добро за Украина, произлегува дека Украина и официјално војната ќе заврши по барање по условите кои ги дава Русија. Сега што се однесува до продолжување на преговорите и таа најавена средба Путин-Трамп, според Москва се уште е далеку. Зошто? Бидејќи треба да се исполни еден услов, тоа е да се вратат двете дипломатски представништва, и руското во Вашингтон и американското во Москва, во функција. Значи, таму изминативе 3 години имаше дипломатски представништва, двете држави има, едни кај други, но тоа не функционираше. Ми се чини дека се менуваат амбасадорите, се става нова администрација од Трамп, се реобновува руското дипломатско представништво во Вашингтон, па ќе видиме тие кои ќе почнат да проработат, дали тоа ќе биде овој месец, дали може би во почетокот на следниот, тогаш и веројатно ќе дојде таа средба Трамп и Путин. До тогаш Трамп се надева дека со запирањето на воената помош Зеленски ќе се согласи на некои барања на американската администрација да го потпише мирот безусловно по секоја цена, а произлегува дека треба да потпише примирие по руски услови. Дополнително,
Зеленски ќе треба, ако продолжи Трамп да ги притиска овие барања, да излезе на избори, односно во Украина да има избори, а Зеленски да се повлече. Сега што значи тоа? Дали тој ако се повлече има право да учествува на тие избори или не смее да учествува? Така, тоа го зборувавме, ме интересира по оваа одлука на САД, како реагира Европа? Видиме Киев нема реакција, но како реагира Европа? Дали можеби ги зголемува помошта кон Украина? Проблемот на Европа е тоа што таа не може да реагира, што да реагира, таа е сега пресечена. Од една страна гледа дека Трамп, уште една вест е таа, нели, актуелна, ги воведе царините за Мексико, Канада и Кина од 25%, Европа е следна. Дали тоа го има негде по Тикериево или не знам, но Европа е следна, така да Европа сега има проблем. Првин, тие денеска треба да гласаат за повторно вооружување. Значи Европа ќе почне повторно да се вооружува, бидејќи ќе подсетам овие 3 години ги испразни магазините со оружје. Сите беа за помош на Украина. Ново што произвеле не знам, но знам дека сите армии најјаките, како што е британската, иако Британија не е во Европска унија, сепак е тука. Франција, Германија знаеме дека ево се уште нема новата влада. Овие други држави повеќе или помалку немаат баш некои репрезентативни сега армии и вооружување, туку тек допрва треба да почнат да се возобновуваат. Тоа го најави вчера председателката на Европската комисија фон дер Лајен, и сега прашање и таа помош за Украина што ќе ја прати, дали да им прати на украинците помош, дали себе да се вооружува, бидејќи нели има план да се направи еден голем еврокорпус кој во тек на преговорите би бил во опција да биде распореден долж линијата на разграничување. За тоа веќе зборувавме вчера, европјаните да пратат таму 200.000 војници, 300.000 војници, се и секакви бројки излегоа на ова, но едно е сигурно, ниту Франција, ниту Британија, ниту Германија во моментов не верувам дека се во можност толку многу да одвојат војници за да стават таму, особено што доколку отидат таму, а стојат работите вака како што се, тие ќе бидат третирани како закана за Русија и Русија нема да се либи да ги неутрализира за да не се доближат во таа интересна зона и сфера на Русија, како што ќе ја зацртаат во Кремљ. Она што останува е да видиме што ќе биде во наредниот период ова запирање на војната помош. Ке подсетам, 3 години Украина храбро се бори, и тоа е респектабилно, против една светска суперсила како што е Русија. Успева да се одбрани, покрај тоа што е изминатиот период има големи порази на фронтот, веќе нема некои изјави од таму што се случува и како се случува. Голем дел од овие 3 годишна одбрана и храбро борење се должи на американската војна помош и на помошта од претходната администрација на Бајден, кој не штедеше оружје и помош и пари и се само да и помогне на Украина да се спротистави, зашто новата администрација вели дека практично Бајден се пресметувал со Путин на сметка на Украина, што е тоа точно на некој начин. Останува да видиме сега Украина дали ќе запре, дали ќе капитулира. Останува да видиме, јас ќе видам слободено моите размислувања, дали Русија ќе го искористи да го земе Харков, да ја земе Одеса, сите оние точки кои требаат утре кога ќе дојде мирот да можат да имат геостратешка одбрана. Јас Одеса како трет град по големина и Харков како втор град по големина, мислам дека се клучни за руската геостратегија, бидејќи доколку Одеса ја освојат, таа е на Црното море, нема да има приод на непријателските за Русија бродови, туку целата таа област ќе ја контролира руската морнарица, значи Крим ќе биде заштитен. Додека Одеса не е во раците на Русија, Крим ќе биде под закана во некои идни времења и некои идни геостратешки услови, а тие не мора да бидат за многу години, може и до година да бидат. Не знаеме, гледаме светот се менува. И се брзо се случува во последно време. Се случува се брзо и брзо, не знаеме што ќе биде како, не знаеме кои ќе бидат се потезите на Москва, дали она ќе го искористи ова или можеби имаат некој прекјутен договор. Сега, и ако имаат прекјутен договор, дали ќе го почитуваат, бидејќи, знаеш како велат, во војната и љубовта не постојат правила. Нема правила, да. Тоа веќе многу пати го споменавме. Андоновиќ, благодарам, доколку нема уште нешто да се додаде.
Па, нема што да се додаде, односно ќе чекаме денот да покаже што ќе бидат и реакциите на оваа одлука и што тоа оперативно ќе значи на теренот. Едно е сигурно, украинската армија нема да може и Украина да и се спротивставува понатаму успешно, велам, на Русија без помошта на САД, колкава и да биде европската помош. Благодарам, Андоновиќ. Секако ќе ја читате анализата на Андоновиќ на Слободен печат за кратко, а најновата анализа ќе ја гледате утре во живон во нашата утринска програма. Она што сакам во продолжение да ви најавам е дека знаете, вторник асоцирана медицинско катче, нашата редовна рубрика зборуваме за здравје. Овој пат зборуваме за тоа дали може да се живее без тироидна жлезда. Доктор Драган Смилевски, специјалист по градна хирургија од Аџи Бадам Систина е наш денешен гостин. Во 10 часот ќе излезе целото интервју кое што колешката Валентина Ангеловска го прави со докторот за оваа важна и значајна здравствена тема. Бидете заедно со Слободен печат.